Почитувани сограѓани, заврши првата фаза на евалуација од целокупната постапка за доделување на високоефикасни инвертер клима уреди. Средствата обезбедени за реализација ново јавен повик се воедно една од најголемите инвестиции досега во насока на подобрување на квалитетот на живот. Без лажна загриженост и без приказни за Божји сили, ова е навистина сериозен исчекор во борбата против аерозагадувањето. Да не го забораваме фактот дека ова и прв пат државата во рамките на планот за чист воздух да даде 2,5 милиони евра за кои се заслужни и АДСМ, кои ги обезбедија средствата, преку владата на Република Северна Македонија, која овозможи механизам за трансфер на овие средства, се до одлучноста на општина Битола да ја спроведе целата постапка. Како и секој процес, особено крупен и комплексен како овој, се јавува доза на скепса и сомнеш кај дел од граѓаните. Би сакала да потсетам дека одлуките се носат исклучиво врз основа на претходно утврдени правила и услови застапени во правилникот за работа и во јавниот повик, кои патем беа едногласно прифатени на седница на Совет на општина Битола. Како член на комисијата која одлучува, сакам да потенцирам уште еднаш дека се работи за прелиминарна листа, а имињата кои се најдеа на истата се потенцијални добитници. Исто така да потсетам дека следуваат уште 2 етапи од целокупната постапка кои вклучуваат и контрола. Времењата кога само определени критериуми беа одлучувачки во користењето на одредени државни поволности се зад нас. Нашата нова реалност не значи само адаптација на условите кои ни ги наложи оваа 2020 година, туку и соочување со фактот дека сите сме еднакви пред органите и дека сите ние како граѓани конечно можеме да научиме што во пракса значи материјална, кривична и морална одговорност, како и последиците од прекршување на истите. Но како и да е, се реализира проект од огромно значење за општо добро и јас се надевам дека и во иднина ќе имаме можност за еден ваков сериозен пристап во насока на подобрување на животната средина и ве замолувам сите вас за уште малку трпение. Ви благодарам.